Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Адекватната исхрана е многу значајна во одржувањето и зачувувањето на здравјето на децата. Каква храна тие треба да примаат во првата година од животот, а на што треба да се внимава кога децата ќе подпораснат? Дали со храната директно се влијае врз подобрувањето на имунитетот? Доктор на медицински науки Александар Сајковски, педијатар неонатолог во Аџибадам Систина е денешниот гостин во студиото на Телма, со кој што ќе поразговараме за многу аспекти поврзани со исхраната кај децата пред се во првата година од животот. Добре ни дојдовте. Благодарам на поканата, ви се заблагодарувам, многу е пријатно во вашето студија и ги поздравувам сите гледачи што не гледаат, се надевам дека ќе отвориме некои теми, компоненти кои што ќе им бидат интересни на гледачите. Доктор, еве да ги поканим уште на самиот старт на емисијата да се вклучат во денешната емисија. Овој пат емисијата ќе биде контактна од самиот почеток. 3076-677 е телефонскиот број на Телма. Доктор Александар Сајковски, на наше големо задоволство, верувам и ваше, е гостин во студиото на Телма. Докторе, зошто се случува некогаш 3-месечно бебе здраво да има лоша крвна слика, односно намален хемоглобин? И дали ова се случува почесто кај доените деца, отколку кај оние што се хранат со млечна формула? Крвната слика, знаете како ова што го споменувате сега, крвната слика доаѓа, самите еритроцити, црвените крвни зрнца се менливи. Нивниот просечен живот е негде околу 4 месеци и кај одредени деца може да се менува, значи менувањето на самите црвени крвни зрнца може да предизвика и умерена слабокрвност. Меѓутоа, морам да напоменам дека не е тоа врзано дали е детето на доење, далеку од тоа. Мислам, не постои болја храна од мајчиното млеко, особено во првите 4 до 6 месеци. Но паѓањето на крвната слика може да биде резултат и на некои вродени состојби, да речем некои слабости на ниво на црвените крвни зрнца, недостаток на некои ензими, недостаток на железо и така натаму, повеќе фактори кои што може да влијаат на падот на крвната слика. Сето тоа е нешто што е дел од диагностиката што ја правиме ако се појави таква ситуација. Кога станува збор за исхраната и паѓањето на крвната слика, тоа може да се случи во оние ситуации кога имаме една значајно побрза, поголема динамика на раст во тежина на детето и во висина, значи она што би рекле раст побрз од оние стандардни девијации што ги правиме ние кога ја калкулираме возраста на детето и неговата тежина, висина и обем на глава, тогаш може да дојде до умерен пад на крвната слика, но на делот компонентите на крвната слика, но тие се коригираат и не е проблем. Мислам, не се врзани со некоја вродена болест, да кажем, нели? Кога зборуваме за малите бебиња, дали железото од мајчиното млеко полесно се абсорбира, отколку железото што се наоѓа во адаптираното млеко или пак кравјото млеко? Значи, ја би сакал одма веднаш да разрешиме една дилема која уствари не е дилема кај нас у педијатријата. Не постои бољи внес од минерали, витамини, олигоелементи или било што друго од она што природата го дава. Во случајов тоа е мајчиното млеко. Значи, не постои подобра ресорбција на ниеден минерал, витамин, олигоелемент, протеини, јаглени хидрати, што и да кажете као состав од мајчиното млеко. Тоа е единствена и права храна за децата. Во првите 4 до 6 месеци, нели, кога ќе почне дохраната, веќе се внесуваат други компоненти во исхраната надвор од мајчиното млеко, зборам кашички, сокови, пиреа од овошји и така натаму. Меѓутоа, би сакал да напоменам дека ова што го споменавте сега како прашање е многу битно. Значи, би сакал уште една дилема да им затвориме на нашите гледачи. Ја ве молам, не давајте кравје млеко. Значи, во првата година кравјето млеко е строго забрането кај деца. Значи, зошто тоа така? Кравјето млеко не е храна за децата. Храна за вашето дете и за вашето бебе, внуче е уствари мајчиното млеко. Само во случај кога мајката нема доволно млеко, кога продукцијата на млекото во незините гради не е доволно, тогаш се префрламе или додаваме формула. Факт е дека формулите се појавени на база на кравјо млеко или козјо млеко, меѓутоа тие се направени фабрички така да се приближат колку што може повеќе до мајчиното млеко. Впрочем,
Знаете како, ние често во амбулантите зборуваме со родителите дека нашите деца, нашите внучиња, мислам нашите пациенти, они не се телиња па да пијат кравје млеко. Како што не се ни кози па да пијат козје млеко. Некој вела дека козјото млеко е блиско до мајчиното, па се одлучува да дадат козје. Смее ли во првата година од животот да се внесе тоа млеко? Интегрално кравје и интегрално козје млеко во првата година не. Никако, така? Значи, дури препораките на Европското здружение за педиатриска гастроентерологија и исхрана се дека во втората година исто така децата како дел од исхраната треба да внесат млеко кое е во форма на формула, без оглед дали е козјо или е кравје, како база. Така. Меѓутоа се формули кои што се прилагодени на потребите на децата и прилагодени према нивото и карактеристиките на мајчиното млеко. Знаете, за жал, ако се вратите назад, сега она што би сакал по-лесно да ме разберат семејствата што не слушаат сега. Ако ние се вратиме 100 години на назад, во нашиот крај, овдека во балканските простори, за жал сиромаштијата која што била во ситуации кога децата немале можност да пијат мајчино млеко, им било давано кравје млеко или козјо млеко. Меѓутоа, во модерното време денеска, кога веќе млеката формулите се многу подобро приближени према мајчиното млеко, но морам да напоменам, никогаш не се идентични, затоа што има доста биолошки компоненти кои што не може да се надокнадат. Не може да се надокнадат. Дури има еден феномен интересен кој ние не го знаевме порано во педиатријата, дека количината и продукцијата на млекото кај една мајка која дои бебе е различна во различни периоди на денови, зависно од потребите на бебето. Се адаптира. Апсолутно. Така да ние Убарувачка потреба. Апсолутно. Значи ние денеска не се врзуваме за количина на млеко која пие бебето. Значи, знаете како, ако некој бебе се префрли на формула, на пример, и онда вика ја му давам 90 мл. Не треба да го фиксирате детето со 90 мл по оброк. Затоа што потребите на детето се различни во различни денови, периоди од денот. Сега, каква е таа биолошка врска и каков е тој биолошки сигнал кој што бебето и го дава на мајката што го дои, за да создаде онаа количина на млеко во незините гради колку што него му треба, тоа се уште не го знаеме, реално се уште не го знаеме. Има некои студии кои што се обидуваат тоа да го објаснат, меѓутоа факт е дека единствено млеко за бебето е мајчиното млеко. Впрочем, ова што вие го споменувате козјото млеко, па вие имате цицачи на планетава Земја многу. И делфинот, и глушецот се цицачи, нема ние да даваме млека од тие кај бебињата, нели? Значи, основата е мајчиното млеко. Морам да напоменам повеќе пати за тоа. Имаме гледач кој што малку почека и сега ќе го вклучиме во Нулен Плюс да постави прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па сакам да го прашам докторот, се работи за мајка која 20 дена има температура, а дои дете кое исклучиво, значи го дои, кое 2 месеца. Сега знаеме дека не треба да прима антибиотици, а не се направен ПЦР тест, негативен е. Што треба да пие за да додека дој. Така, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Ова е многу интересно прашање, докторе. Мајките има дилеми што во ваква ситуација смеат да испијат, што не смеат, што преминува во млекото од лековите, што не. Прво да напоменам дека апсолутно мора да го дојдете. Значи, ако мајката има млеко, нема потреба да го прекинува доењето, без оглед што има температура. Дури мајки кои се активно болни од ковид, значи кои што се позитивни, може да ги дојат своите деца. Знаете како, градата на мајката која што создава млеко има своји филтри кои што не дозволуваат да одредени штетни состојби преминат, компоненти преминат во мајчиното млеко. Има компоненти кои што не можат да ги задржат, меѓутоа во овој случај мајката слободно може да го дои бебето. Особено што е 2 месеци, мислам, тука па воопшто немаме дилема. Од друга страна, постојат одредени лекови кои што може да се користат за лекување на одредени инфекции, ако мајката има настинка, грип, например, во тој случај нема потреба од давање на антибиотска терапија,
Меѓутоа, некои лекови кои што се користат во смирување на температурата, може да се користат и мајката повторно да дои. Оние што се најстандардни, како што се парацетамол и ибупрофен, и она може да повторно да го дои своето бебе. Мислам, прекинување на доење во ваква ситуација е навистина непотребно и не треба ни препорачливо. Не препорачливо. Знаете како, единствена контраиндикација кога е инфекција во прашање кај мајката, единствена права контраиндикација е ако мајката боледува од активна туберкулоза. А тоа е состојба, навистина не е ретка, ја има и кај нас ден денеска, меѓутоа не е толку честа за да ја споменуваме како контраиндикација за доење. Уште двајца гледачи очекуваат да се вклучат во емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и до емисијата. Благодарам. Имам едно прашање, значи се работи за дете кое што има интолеранција на лактоза. Освен билните млека, дали се дозволени понатака козјо? На која возраст само детето? 3 годишна. 3 годишна. Добро, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Да го чуеме и другото прашање. Ајде веднаш и следното прашање. Добар ден, па одговор ќе добијат на двете. Добар ден. Повелете. Сакам да го прашам докторот за мислење околу тоа 2,5 годишно дете не јаде цврста храна, само блендирана и за тоа што има проблем со текстури, не сака да фаќа ништо ливаво и поради тоа не сака ни да џвака и не ни зборува. Проблем е и с храната, како да почнеме с цврста храна. Добро. Машко или женско дете? Машко. Да. Значи, прво за... Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Да, Повелете. прво за прашањето кое што е врзано за текстурата на храната. Еве сега, да речеме и за интолеранцијата на лактоза за двете. Еве за првото прашање, ај за интолеранцијата на лактоза. Ја не би сакал да ме разберат погрешно нашите гледачи, меѓутоа ние некогаш дури и се радуваме кога се децата интолерантни на лактоза. Да не ме разберат погрешно, нели ова фигуративно го кажувам. Па вие вашето дете, односно вашето внуче, ќе го научите да пие вистинско кафе, а тоа е еспресо утре, кој ќе стане возрастна особа. Нема да пие капучино, па капучиното е торта, тоа не е кафе. Значи, интолеранцијата на лактоза е нешто што е релативно често. Го има, често е, нели? Лактозата е шекер кој што се наоѓа во млеката, значи вистина се наоѓа во мајчиното млеко и во козјото и во кравиото, значи тоа е основен шекер. И меѓутоа, од друга страна, кога имаме дете кој е навистина потешка форма на интолеранција на лактоза, тоа треба да се префрли во исхрана на безлактозно млеко. Меѓутоа, кога го постави гледачот ова прашање за интолеранција на лактоза, па на крај на денот, кога ќе кажеме ние сме малку срекни, па на крај на денот тоа дете нема да пие млеко, кога ќе биде година дена и над година дена. Млекото не е суштински клучен производ во исхраната на децата. Доктора, може да конзумираат кисело млеко, јогурт? Дали во ферментираните млека има лактоза која што пречи или не? Тоа е прашање кое сега ние треба, значи кај одредени деца, пошто постојат неколку нивоа на интолеранција на лактоза, кога збориме за вистинска, најтешка форма на интолеранција на лактоза, кога детето е генетски комплетно интолерантно, тогаш и тој дел од млечните производи може да му бидат проблем. Меѓутоа, тој број на деца со таква најтешка форма на интолеранција е релативно мал. Така да, поголем број од децата нема да имаат проблем да внесуваат дел од ферментираните храни, од типот на сирење, кашкавал, нели, тие други, мислам, јогурт, кисело млеко, најчесто нема да имаат проблем, но и ако имаат проблем, таа количина на лактоза која што ја внесуваат и ензимот што го имаат, пошто не се комплетни, она што велиме хомозиготи, значи комплетно интолерантни на лактоза, имаат одредена продукција на ензимот што ја метаболира, може да му дадеме нешто да пие, кој што ќе му помогне во метаболирање на лактозата во цревото. Но, пак ќе речам, знаете како, ние треба да го научиме детето, односно децата, дека во период меѓу 4 и 6 месец, кога почнува дохраната, се надоврзувам на второто прашање, врзано со текстурата со храната, кога почнува дохраната и почнува несување на кашички, ние полека преминуваме од исхрана каде што е доминантно млеко, на исхрана која што е богата со зеленчук, овошји, меснати производи и така натаму.
и дека некаде, да речеме, кон крајот на годината се завршува доењето или внесувањето на млекото како еден од подоминантните компоненти во исхраната, но кога збориме за исхраната, значи, објективно многу деца има денеска кои што не јадат парченца. Инсистират или блендирано или пасирано. Објективно е вистина тоа. Значи, многу деца не сакаат да јадат. Тука треба голема упорност од страна на родителите, оти што значи појавување на забите. Значи, развојот на забалото и излагањето на забите е биолошка припрема за јадење за жвакање, за внесување на храна која е во форма на некакви парченца. Вие денеска имате, па ја мислам дека го имаме еднашка заедно гледано така наречен wet feeding, каде што на деца на 5 месеци им се дава цела банана да ја јадат. Цела емисија направивме на таа тема. Нели имавме таква една емисија. Денеска тоа да го спроведете кај нас е релативно тешко затоа што родителите се плашат да им дадат такви големи парчиња на децата да Но внесуват. се почесто тоа го прават. Да, Веќе има и блогови каде што родителите споделуваат искуства, парченца храна им се дава на 6-месечни бебиња. Да. Изгледа тоа страшно од страна, морам да Кога ќе го признам. видите на YouTube, да речем, тоа и релативно изгледа страшно, меѓутоа тие деца брзо се адаптираат на исхрана. Тие деца кои што се воведуваат на тој вид фидинг исхрана, например, многу побрзо се ослободуваат од млекото како доминантен производ во исхраната. А кога веќе детето е поголемо, што да направат родителите? Упорност. Знаете како, вели, во народот вика, кој ќе го оставите да не јаде, кој ќе гладно биде детето, после некое време ќе јаде и оро ќе игра, што викаат народски. Значи, да, треба да го оставиме да биде гладно и да пробаме. Значи, упорност бара. Упорност од страна на семејството. Имаме повторно двајца гледачи што очекуваат да постават прашање во 0+ месеци. Ќе ги вклучиме и двајцата, а потоа ќе добиете одговор. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Ајде да се надоврзам на разговорот што го правевте претходно за baby led weaning, методата за хранење. Ме интересира, значи ние имаме 5 месеци. До сега сме на ексклузивно доење и сакаме да почнеме со таа метода. Што е ставот на докторот? Дали тоа е правилно? Дали од старт да ги вклучиме сите можни производи како што нели налага самата метода? И дали да почнеме од полни 6 месеци или од 6,5, како кога да почнеме, што да правиме околу тоа прашање? Така, ова е едно одлично прашање. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Веднаш да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Сакам да прашам, вака се работи за 6 годишна детенца која што имаме проблем веќе од сам почеток, од 6 месеци кога воведувавме исхрана, ниту прифаќаше блендирано, ниту парченце, значи секој може начин е пробан, но зеленчук и ден денес не јаде овоше исто така и оне само на сува храна и млечни производи. Не сме имале проблем со имунитет, со здравје, значи здраво дете, иако покрај нели витамини кои што не ги внесува од исхраната, сепак не е дете кое што е болежливо. Начини сме пробувале, како што каже и докторот, да биде и гладно, издржал 48 часа без храна, само на течност и ништо не му било, он бил постојано весел и активен како и пред тоа. На кој начин и како да му помогнеме и да го натераме да јаде. Добро, ви благодарам за прашањето кое што го поставивте во тема фидингот. Сакав да напоменам една работа. Значи, видите, ние кога збориме за тој режим на исхрана, зборуваме за користење на парчиња храна, а не на сите нутритивни компоненти. А тука би сакал веднаш да направиме една дистинкција во однос на првото прашање. Значи, бебе кое што е 5 месеци, значи, ние не можеме да му дадеме белка да јаде. Например, збор. Значи, постојат храни кои што се воведуваат во исхраната, ја пример ја кажав белката, нели? Постојат храни кои што се воведуваат во одредени возрастни категории. Но она што е, зашто мене ми се бенди со тоа прашање, морам да напоменам, тоа е феноменот да вие кога ќе видите, да речеме, во западноевропските земји, ја морам да напоменам на сите гледачи, повеќе пати го имам кажано тоа, значи во склоп на Европската унија, Европа е земја, Европа е заедница
во која е страотно ригорозен режимот на исхрана на децата. Значи, воопшто има многу битни правила. Во склоп на Европска унија постои една агенција која се вика European Food Safety Agency, EFSA. Она има издадено документ кој сите гледачи може да го симнат, да го даунлодираат од веб страната на Европска унија, која што е негде документ на 130 страни, каде што се ставени правилата за исхрана на децата. И таму убаво пишува, на пример, еве една храна од која што многу родители се плашат, да речеме глутен. Глутенот вика не смее да се даде кај деца под 4 месеци. Но не да се дава и кај деца после 7 месеци. Значи, меѓу 4 и 7 месец детето треба да почне да се запознава со глутен. Например, таму пишува дека, значи, препораките, морам да напоменам дека тоа се екстремно ригорозни препораки во однос на квалитет на исхрана на децата. И да речеме, вие имате риба, лосос со компир, кашички, кои што можете и да ги најдете од готовите, зборам, кашички во аптеките, кои што се даваат на деца на 5+ месеци. Кај нас постои некоја така размислување народско дека риба не треба да се дава под година дена. Значи, ако нашите силен алерген. Па да. Дури постојат и други некои Ке ги разгледаме, тези, докторе. да речеме, риба вика не се дава кај деца додека не прозборат. Тоа да има врска. Например, Македонија е земја во која има многу патлиџан. Луѓето не го даваат патлиџанот до 10 месеци, зборам семејствата, а патлиџанот, например, треба во храната да се внесе од 5 месец. Значи, според препораките за исхрана на децата, вие имате, например, кашичка во која, зборам за готовите кашички, нели? Кашичка шпагети болонјезе која се дава на 5+. И кога нашите млади семејства, да речем млади родители кои што живеат во Германија, во Швајцарија, во Шведска, они ги користат тие храни и сега истите тие луѓе кои што од Балкан се отидени таму, им даваат на своите деца болонјезе, шпагети, ние овдека не им даваме. Значи, сакам да кажам, дохраната и исхраната да нема забуна. Кога збориме за ексклузивно доење, ние збориме ексклузивно доење кое во принцип во првите 6 месеци, нели? Меѓутоа, дохраната почнува значи тоа е стриктно јасно дефинирано во документите на УНИЦЕФ и на Светска здравствена организација. Почнува меѓу 4 и 6 месец. Дохраната зависи од тоа дали вие можете на вашето дете да му обезбедите квалитетна храна во која нема пестициди, органофосфати, хербициди, храна која што не е загадена и зависно од растот на вашето дете. Значи, затоа би сакал да сугерирам да родителите сепак, морам искрен да бидам, се информираат за дохраната од валидни сајтови кога читаат од интернет, значи од валидни напишани од луѓе кои што со тоа се бават на крај на денот, нели? А што се однесува до Baby Wet Leaning? Baby Wet Leaning е парченца храна добиваат. Да, парчиња храна. Но тие не може да го изедат сето тоа, доктора? Ги шмукаат, пробуваат нешто малку, можат ли да се најадат на таков начин? Па, знаете како, сигурно нема да се најадат на првото јадење, тоа морам да ви кажам искрено. Меѓутоа, baby led feedingот обично го прават и го почнуваат сите родители со една овошка со банана, која е релативно најмека и која што може да ја шмука бебето и која релативно брзо се топи во устата. Не ја прават со например со телешко месо, нели, затоа што тоа не може да се направи со телешкото месо. Јас ги советувам родителите може да почнат да пробаат со baby led feeding, меѓутоа нормално треба и да се внимателни затоа што може да се загрцне детето, нели? Да не бидат збунети и уплашени, на крај на денот да почнат со некоја храна која е таква, која е релативно мека и која брзо се топи. Што се однесува до другото прашање, кај детево кое што е на 6 години, веќе 6 годишно дете има свој вкус. Морам да ви кажам искрено. Значи, и малите бебиња на 10 месеци некогаш не јадат се. Едноставно имате деца кои не јадат брокула. Имате деца кои не ќе да јадат спанек. Вие со сила едноставно не можете да им дадете да јадат спанек. Пример зборам сега, нели? Можеби кога ќе остане гладно 3 часа, 6 часа, после тоа ќе пројаде. Не е спорно дека ќе го изеде, ама нема да го сака.
Веќе 6 годишно дете има своји вкусови и тоа е веќе ситуација 48 часа нејадење. Значи, видите, морам нешто да ви кажам искрено. Не постои дете на планетава Земја кој умрело од глад. Тоа ви гарантирам. Со дипломата ви гарантирам. Мојата. Затоа што децата имаат многу поголем сенс за преживување, нагон за преживување, отколку возрастната популација. Децата што умираат од Африка, умираат од тоа што немаат што да јадат. Они кои ќе огладнат, ќе јадат. Само дали ние, како родители или баби и дедовци, сме спремни да издржиме? Тоа е големото прашање. Значи, ова прашање што го постави втората гледачка, ние во педиатриските амбуланти редовно го гледаме. Вика, абе, не ќе да јаде. Добро, колку време не ќе да јаде? Па еве 6 сата. Па добро, не му давате 6 сата да јаде. Значи, имате, например, има еден, само ради илустрација на нашите гледачи, значи, не е точно дека човекот ако не јаде 5 дена ќе умре. Не е точно. Значи, вие знаете дека оние фамозни тренинзи кои што се прават, да кажеме, аутогени тренинзи, се зборам за возрастна популација, значи, постојат луѓе кои што по 40 дена не јадат и нормално функционираат. Само внесуваат течности. Сакам да ви кажам, битно е колку може семејството да издржи. Мајката вика, ја 6 сата ништо не јадеше, ми беше страв да не дехидрира, па му дадов млеко да пие. Па тоа е грешката во суштина. Не му давайте, дајте му го ручекот што сте го планирале за детето. Значи, од самиот старт истреност, упорност, за да се изгради вкусот кон најразлични продукти и да се прифатат навремено. Да. Во принцип, упорноста треба да е нежна. Кога ќе кажам упорноста треба да е нежна, тоа значи дека не треба со сила да му се дава. Тоа никако. Докторе, многу често ќе ставиме таблет или телефон пред детето, ќе пуштиме YouTube, и ако не сака едноставно на сила ќе го дадеме, тоа на сила условно. Детето не ни приметува што јаде, ќе го изеде тоа. Но тоа е веќе механичко јадење, вистина. Вистина е така. Или ќе пуштите телевизор, ќе пуштите Коко Мелон и детево ви јаде, а гледа цртени филмови. Вистина, тоа е многу честа пракса денеска. Но сакам да ви кажам дека децата, кога вие ќе им придете со љубов, значи, две работи се битни за животот на едно бебе и на едно дете. Тоа е храна и љубов. Кога ќе му ја дадете и храната и љубовта, ќе имате успех. Они немаат трета желба. Третата желба е, нели, да играат по цел ден, ама суштината е храна. Кога ќе огладни, детето ќе јаде. Само битен е приодот. Значи, дали таткото и мајката имаат доволно нерви, не се изнервирани. Значи, никој да не попушти во тие моменти. Така е. Значи, нема карање. Тоа не. Али полека, фино, упорно треба да се трга на тој начин на исхрана. Добив знак дека има повторно гледач. Овој пат ќе им дадеме предност на гледачите. Добар ден. Ало. Повелете. Добар ден, поздрав. Би замолила една консултација со почитуваниот доктор. Имам бебенце 8 месеци и една недела веќе. До 6 месеци бевме ексклузивно на доење. На 6 месеци, од 6 месеци почнавме со пробување вкусови, веќе на 7 беше првиот оброк. Со тоа што сега веќе го планираме воведувањето на вториот оброк. Прашањето ми е следно. Дали тоа може да влие на продукцијата на мајчиново млеко, да евентуално количината на млеко се намали и оно станува гладен во вечерните часови. И дали јас би требало да преземам нешто од типот на, не знам, чајве за лактација и слично. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. На ова возраст на 7, 8, 9 месеци... Колку оброци треба да се прима веќе на таа возраст? Чајви за лактација нема потреба. Лактацијата е воспоставена, продукцијата на млеко е доволна, исхраната е окей. Но, морам да напоменам дека бројот на оброците што вашето дете го прима е релативно мал. Зборам оброци надвор од мајчино млеко. Од доењето. Значи, дете кое што е 7 месеци, бебе на 7 месеци, треба да има 3 оброка. Веќе треба да има 3 на 7. 3 оброка. Кога ќе кажеме 3 оброка, значи 8 месец кој тераме, значи фул 7-8 месец тераме, веќе треба да има 3 оброка. Зошто? Затоа што ако детето добро напредува, ако има добар раст во тежина, ако има добар раст во висина, обем на глава, впрочем тоа е нешто што ние го мериме секој месец кај бебињата.
зборам матичните педиатри или дечињата што доаѓаат еве кај нас во Аџи Систина. Ако детето има добар раст, ако добро напредува, ние треба да му обезбедиме дополнителен квантум, количина, милиграми, како сакате кажете го, на одредени минерали, олигоелементи кои веќе во мајчиното млеко нема да бидат доволни, а треба да се додадат од дел од храните кои што детето треба да ги прима. Затоа е, впрочем, воведувањето на дохрана кашички, да кажеме, за да со постепено намалување на бројот на доења, а зголемување на бројот на кашичките, до некаде 12 месеци фактички заврши процесот на доење. Сега, кога ова го зборуваме, знам дека многу родители ќе се прашаат, ама да, ние имаме free breastfeeding, систем на така наречен free breastfeeding, кога детето цица кога сака, колку сака и до кога сака. Меѓутоа, вие не можете вашето бебе да го доите или дете да тргне у школа утре и вие уште да го доите. До кога препорачувате вие да се дои детето? Па, знаете како? Исхраната, доењето над 1 година. Значи, ја не сакам никој погрешно да ме разбере од родителите, можеби некој од родителите. Значи, има такви информации, сајтови за таа релација меѓу мајка и дете над година дена. Обично доењето како процес завршува, глобално како процес завршува некаде до 1 година. Веќе над 1 година децата треба да се веќе во стандардниот режим на исхрана. Кога збориме за стандарден режим на исхрана, дури и вамо во овој период 8-9 месец до година дена, па и над година дена, тоа е, рачунете, некаде грубо зборам околу 5 оброка у 24 сата. Некогаш може да се 6, нели? Ма кога збориме 5 оброка, 5 оброци се идеален режим за исхрана и за возрастната популација. Зашто? Затоа што ние имаме фактички често хранење со мала количина на храна. Нели, не јадете еднашка у денот, има такви режими на исхрана. One day meal, например, за возрастна популација, нели? Јадете до 18 часот. И толку. И толку, да речеме, имате за женска популација до 20 часот, нели, за да стигнете на one day meal, што го викаат, нели? Океј. И тоа е некој режим на исхрана. Меѓутоа, биологијата на нашето тело вели дека треба да јадеме почесто, а помалку. Помалку, така. За да може да се изметаболираат сите витамини, минерали и олигоелементи кои што ги внесуваме преку храната. Затоа е, впрочем, и ова што го зборуваме со доењето. Значи, целој период од 4, 5, 6 месец кога почнува полека дохраната, до година дена, ние идеме со постепена адаптација од доење на немлечна полутечна храна, да речеме, нели, кашички, па после парченце и воведување после на стандардниот режим на исхрана. Навистина денес огромен интерес од страна на гледачите. Ајде да слушнеме уште едно прашање од нив. Добар ден. Добар ден. Повелете. Би сакала да го прашам почитуваниот доктор, значи керкичката ми е скоро 3 години и постојано сме, да речам, на млеко. Значи навечер и денски можам да речам дека литар до 2 литра млеко пие. Така? Напорено сега почна малце со исхрана, да речам, сам малце. Не е нормално како сите деца на 3 годишна возраст. Така. А дали сте направиле крвна слика, докторе, може ли ова како потпрашање? Да, железото и беше слабо, да. Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во емисијата. И ова е исто така една ситуација која што е многу честа. Значи, морам да напоменам. Дали железото е што е намалено кај децата кои што постојано пијат млеко е поврзано со таа навика? Да. Значи, морам, баш тоа сакав и да го кажам. Значи, деца, особено во првата година од животот, ако ги ставите на кравје млеко, без оглед дали ќе го правите као двотретинско млеко, као порано што се правеше, во старт прават анемија заради дефицит на железо и прават рахитис, слабост на коски. А кога вака пошироко ќе се распрашате по народот, вика, ја му давам млеко за појаки коски. Не. Кравјето млеко содржи голема количина на калциум, не е спорно, меѓутоа тој е врзан со фосфорот и тој не се ресорбира во цревото. Џабе го пие детето. Сакам да кажам, од страна на користење на кравјето млеко, значи децата во старт прават два главни проблеми. Ако го ставите детето на класично козјо млеко, особено во првата година на животот, тоа ќе направи анемија заради дефицит на фолна киселина. Значи, сакам да ви кажам дека
нас, на човечанството, на бебето, му треба мајчино млеко. Тоа е млеко кое што е за него биолошки направено. И ние треба да се движиме, значи многу е едноставна таа работа. Ние треба да се движиме по тоа како природата не води. Значи мајката го храни своето чедо со нејзиното млеко, кога почнуваат заби да излагаат, почнуваме полека постепено со дохрана, со воведување на храни кои што се меки, кашички да кажеме, нели? И пиреа овошни, не сокови. Тоа е едно исто така интересно предвидено, прашање. да. Светска здравствена организација вели сок никако во првата година од животот. До крајот на првата година никако сок. Па знаете како, вие кога го правите сокот дома за вашето бебе или за вас, вие онаа пулпа што ја фрлате таму, па тоа е најголемото богатство. Еве да речеме цитрусните овошја, кога го правите сокот, го пиете сокот, например, еве, дали е портокал, дали е цитрон, дали е мандарина, пулпата што ја фрлате е уствари најголемото богатство на тоа овошје. Она што всушност треба да го внесеме. Да. Затоа се прави пире од сок. Доктор, уште 20 гледачи чекаат. Да. Јас не знам дали да ги вклучам веднаш или да пуштим еден блок реклами. Да ги вклучам гледачите, така? Добро, ајде ќе им дадеме можност да ги слушнеме прашањата. Добар ден. Не ве слушаме баш најдобро, ајде да се обидеме уште еднаш. Добар ден. Добар ден. Сега ве слушаме одлично, повелајте кој е вашето прашање. Поздрав до студиото. Ме Благодарам. интересирам, имам 5 и една недела бебенце. Така. Почнав со вкусови, почнав со овошје, са не знам дали има разлика, еве прашање до докторот, дали е подобро да се почне прво со зеленчук или прво со овошје, ми е Така. првото прашање. А второто прашање ми е дали игра улога подој пред пред хранењето и после дали Има што се потреба. кажува награда. Добро. После пробувањето. Така, ова е исто така две добри прашања. Ајде следниот гледач да го слушнеме. Добар ден. Се исклучи во ред. Доктор, Значи, ајде ова е да ги прашање- одговорите овие Да, прашања, ова е- кои што се исто многу чести. Со што да се започне? Овошје, зеленчук, Ова е шлагер прашање. Морам да ви оривче, кажам. нели? Зашто? Видите, значи ве молам гледачката и сите, прво се почнува со зеленчук, Зошто е тоа не со така? овошје. Ние ги учиме децата прво, почнуваме, значи првите кашички неутрални треба да се вкусови? зеленчукови кашички, попладне, да речеме во интервал некаде околу 14, 15, 16 часот сега, нели зависи од динамиката на доењето. И ние од оваа возраст ги учиме децата полека дека тој така наречен солен оброк е попладне, нели се вика ручек. Така. Значи ние од полека, од 5 месеци возраст, почнуваме децата да ги учиме на тој дел. Ако почнете да ги учите на благите овошни кашички, они ќе го прифатат тој вкус многу побрзо и многу подобро, потешко ќе ги преминете на зеленчуковите кашички. Тоа е прво. И второ, ве молам никако доење пред давање кашичка и никако доење после давање кашичка. Зашто реков ова е шлагер прашање? Знаете како во пирамидата на исхрана на возрастната популација и на децата, по принцип имате 100 блокови на храна. Во некој блок од храна може да има една храна, например авокадото е една храна, во некои блокови може да има и по 8, по 9. Ако се просечно по 3, значи 100 блока на храни по 3, тоа се 300 хранливи производи. Ја ги канам сите гледачи да се излезат на пазарче, да излезат у самопослугиве големи и нека почнат да ги бројат храните што ги има и што по принцип се користат во исхраната. Ќе видите дека се повеќе од 300. Ако вие на вашето бебе му давате секоја храна да ја проба 3 дена, 4 дена, нели, по една лажичка, па детето ќе направи 5 години, ние уште нема да почнеме се да му даваме да јаде. Значи, кашичките, кога се почнуваат класично, тоа е замена за подој. Значи, почнуваме, например, на 5 плюс со зеленчукова кашичка и даваме детето да изеде онолку колку што сака. Значи, нашите бебиња, потомството наше, тие не се бројка, тие се луѓе. Они ќе изедат онолку колку што на организмот му треба. Не е спорно дека во првите периоди кога почнуваме со кашички кај бебињата, не е спорно додека се навикне бебето на лажичката, ќе му треба малку време. Неколку дена. И може да се случи да не ја изеде целата кашичка. Меѓутоа, ако сака да ја изеде, дајте му и нека изеде цела.
И се надоврзувам на она што преска го постави едно прашање една мајка, нели, со дали ако со воведување на кашичките се намалува продукцијата на млеко во градите. Да, може да дојде до намалување, но мајките можат и своето млеко, например, кога ја даваат кашичката, тоа млеко кое треба во тој интервал да го даде, може да го измолзе тоа млеко и тоа млеко да го искористиме, мајчиното млеко, да го искористиме за подготовка на некоја храна. Дали тоа ќе биде за житарки кои што се раствараат во млеко, дали тоа ќе биде за пире или за некоја друга, нели, еве да речеме давате бисквити со млеко. Зборам за деца унутар година дена. Не зборам за деца над година дена. Значи може да се искористи мајчиното млеко. Јас на пример познавам една мајка, сега нормално не употребувам имиња. Нејзиното бебе лежеше кај нас во нашата болница на оделот за интензивна терапија 3 месеци прематурче. Она го ја одржа лактацијата, они купија дома фрижидер екстра замрзнувач за млекото кое што она ја одржуваше лактацијата и ние фактички се хранеше бебето цела година и нешто со мајчино млеко благодарение на нејзината упорност. Тоа е навистина за поздравување. Така, мајки херои. Докторе, да пуштиме тука еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната емисија. Продолжува магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Во студиото гостине почитуваниот доктор Александар Сајковски, педијатар, неонатолог во Аџибадем, Систина. Докторе, кога на детето треба да му се даде мед? Бидејќи се случува некогаш кога бебето е раздразливо, тоа обично го прават бабите, цуцлата да ја стават во мед за да се заблажи и да се смири. Дали медот смее да се внесе пред првиот роден ден? Медот е еден, како да кажам, производ многу добар, интересен природен производ. Пред се, би сакал да кажам. Она што денеска го гледаме реално со медот е тоа што имате, како што има фейк ньюс, така има и фейк мед. Значи, реално ние се соочуваме со проблем, кога збориме за медот конкретно. Имате мед кој што генерално на пазарот во суштина не е прав мед. Инаку, интересен е феноменот дека медот можете да го користите дури и кај деца кои што се алергични на полен. Се зборам за деца кои што се 3, 4, 5 години, каде што е докажана, да речеме, некаква алергија на полен. Прашањето е дали користите природен мед или не. Факт е дека кај нас многу се користи тој феномен на цуцла во мед за да се смири детето, меѓутоа медот треба да е дел од исхраната. Значи медот се внесува пред првата година, а не спорно е тоа. Меѓутоа треба да е добар, квалитетен и природен мед, не ова што би рекле фейк мед, нели, како што е пак се модерно кажано. Тоа ви е исто, морам да се надоврзам кога е медот во прашање, и жолчката е во прашање, и месото е во прашање. Значи тоа се некои производи кога треба жолчката да се внесе, кога треба да се внесе месото и смее ли во ист ден да се дадат и жолчка и месо? Па тоа сакав баш да кажам, жолчката на пример е единствен производ во исхраната на децата кој што бара малку адаптација. Значи не се дава одеднашка цела жолчка. Таа не е заради алергизантни особини, него заради тежината што ја носи со себе, богатството со фосфолипиди. Медот жолчката има и во себе и D витамини, фосфолипиди и така натаму. Меѓутоа она може да предизвика малку тегоби, стомачни тегоби кај детето. Тоа е единствен производ на кој што, мислам, од природни век, кој што се внесуваат во храна, каде што треба период мал на адаптација и обично се дава од 8 месеци. За разлика од белката која што се дава од година дена. Меѓутоа, кога ќе чуете прашањето дали да дадам жолчка затоа што детето ќе ми направи алергија, или дали да дадам, да речеме, било која храна, еве мед, месо, меснати кашички и така натаму, значи детето, имајте во предвид дека алергиските реакции може да се развијат во било кое време. Значи на било која возраст. Може да се развијат кај дете на 6 месеци, може да се развијат кај возрастен човек на 60 години. Така. Кај децата, за да се развие права алергија на храна, треба да ја внесуваат храната, да она како антиген го стимулира алергискиот имунитет кај детето, па после тоа да развие алергија. Дете кој прв пат прима месо, не би требало да направи алергија, освен
ако не се работи за некаква вродена имунолошка состојба која е веќе релативно ретка. Меѓутоа, тоа ви е исто као со пеницилинот. На првото давање на инекција пеницилин никој не направил шок пеницилински, односно алергиска реакција. Со текот на времето се Апсолутно, јавил значи проблем. треба да се развие алергијата за да се развие таа реакција. Докторе, двајца гледачи очекуваат Да. вклучување, да ги слушнеме прашањата. Добар ден за првиот од нив. Добар ден, се Повелете. јавувам од Битола. Сакам да го прашам докторот, доколку мајката е направена царски рез, а знаеме дека во првите денови не може да има млеко, како да се храни бебенцето во почетокот? Така, во ред ви благодарам за поставеното прашање, за вклучувањето во програма. Ајде да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден, поздрав до емисијата, поздрав до докторот. Благодарам. И ме интересира во врска со медот, дали е поздравна за... Прашувам за мед манука, според докторот, дали е поздраво после година и пол, пошто дозволено да се дава тој мед. За имунитет на децата е подобро да се дава тој, или пак оние што се имуно сирупчиња за нели да се дигне имунитетот. Ме интересира. Добро. Да. Ви благодарам за вклучувањето во Ова се две добри емисија. прашања. Значи, прво, кога збориме за медот е производ кој што е дел од храната на човекот. Значи, имунитетот на децата, јас би сакал, сега ќе одговориме и на првото прашање, но би сакал да напоменам дека децата кои се раѓаат, ние велиме во медицината имунокомпетентни, но се имунодефицитни. Значи, децата се раѓаат со послаб имунитет. Развојот на имунитетот во првите 5-6 години кај децата е таков, што тој се развива, нели, со тек на време, и нормално е децата да прават одредени инфекции, настинки, грипови во првите 5-6 години. Они едноставно ги примаат антигените, значи разни микроорганизми, вируси, бактерии, се запознаваат со нив и го развиваат својот имунитет. Користењето на средства за засилување на имунитет, еве така да кажам, или за поттикнување на имунитетот, или за имуномодулација, што е кај нас како термин битен, се користи кај оние деца кои што имаат почести инфекции респираторни. Ние ги велиме во медицината да не користам многу такви термини, рекурентни респираторни инфекции, значи повторувачки респираторни инфекции. Значи, во такви ситуации треба да дадеме нешто што ќе го стимулира малку имунитетот на детето. Во денешната медицина, само десетина препарати се вистински прави имуномодулатори. Меѓу нив е, да речеме, и витаминот Д. Значи, оние што се влезени во книга. Так. А вие на пазарот ќе најдете барем 100 такви. Значи, не се сите такви да вистински го стимулираат имунитет. Што се однесува до прашањето што го спомена гледачката за царскиот рез. Значи, видите, во принцип, што би сакал да напоменам, царскиот рез е најчестата операција на планетава Земја. Во моментов, во 21. век, сега, негде 37 до 38% од сите деца што се раѓаат на планетава, се раѓаат со царски рез. Нормално не велам дали треба или не, тоа е одлука за носење за царскиот рез, е одлука која што ја носат гинеколозите, колегите акушери кои што тоа го работат. Но еден фактор кај нас во педијатријата е тоа дека мајката во тек на својата бременост, природата е така направена, она спрема цела низа на микроорганизми, позитивни микроорганизми по својата флора вагинална, За да му ги предаде да на ги бебето. пренесе едноставно на бебето. Кога ќе дојде до раѓање со царски рез, тоа мајката не го пренесува. Значи, детето останува дефицитно со еден огромна плејада на микроорганизми. Тоа се оние познати пробиотици што ги велиме. Во таква ситуација ние треба на децата да им дадеме да примаат пробиотици, за да го стимулираме развојот на тие позитивни бактерии кај нив. Оти бебето кога ќе се роди со царски рез, Стерилно е. се колонизира со се бактериите колонизира, од околината. од Збориме од болницата, од семејството и дома. Наместо да ги прими дојде... ништо требало да ги Апсолутно, прими, што да го мајката колонизира. уствари ги спремала за нив биолошки. Оти природата не познава царски рез. Така.
Природата познава Преку спонтана реакција. мајчиното млеко може да се надокнади дел од Сега, мајчиното биолошката млеко флора? зошто е добро? Мајчиното млеко има феноменални, така наречени пребиотици. Аха. Тоа се мали молекули Како храна кои што што служат се на храна за позитивните бактерии и имаат еден пробиотик кој што се наоѓа во мајчиното млеко, она што е досега докажано во медицината, тој Lactobacillus reuteri protectis, кој што го има во мајчиното млеко. Тоа е докажано кај една мајка во Перу, на пример, да речеме. И тоа е нешто што, да речеме, треба да го имаме предвид, она ќе го стимулира. Тие пробиотици ќе го стимулираат имунитетот на детето и развојот на имунитетот. Тие се подобри отколку користење на одредени хемиски препарати за стимулација. Значи, во првите моменти по породувањето со царски рез, мајките да бидат упорни, да го ставаат детето на дојка, да цица. Тоа не го потребна ли одговорив, е јас се дохрана? извинувам што ве прекинав. Значи, мајките кои што се породуваат спонтано, веќе вториот ден почнува лактацијата. Кај мајките кои што се со царски рез, трети, четврти ден почнува лактацијата. Иако биолошки е многу интересно дека бебето кој ќе се роди, дел од метаболизмот му паѓа, не се големи неговите енергетски потреби, но ако има потреба, сега ние ќе додадеме млеко колку да го одржиме базалниот метаболизам на бебето. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ме интересира кај деца под 3 годишна возраст дали може да се дава прополис и на кој начин да им се подигне имунитетот со обзир на тоа дека одат во градинка и често настинуваат. Добро, и ова е едно интересно прашање. Ви благодарам може. за вклучувањето во емисија. Да, прополис може да се даде, апсолутно може да се даде, не е спорно дека може да се користи. Значи, пак ќе напоменам, има една дилема која, еве и за прополисот беше, долго време дилема, дали деца кои што се алергични на полен може да им се користи прополис. Да, може да се користи, затоа што различни се антигените стимулации за да направат алергија. И па да напоменам дека децата ќе направат алергија кога се стимулирани со некој антиген, кој да е, значи може да направат во било кое време, на било која возраст, како и возрастните луѓе. Впрочем, на крај на денот вие можете да добиете астма на 50 години возраст. Во било кој момент од животот да се развие алергиска реакција. Докторе, а кога треба да се внесе сол во исхраната на децата? Многу често родителите прават кашичка, ќе ја пробаат, ќе речат нема вкус. И ќе додадат малку сол за да го подобрат вкусот, сметајќи дека на таков начин полесно ќе може да му ја дадат на детето и детето да ја изеде. Значи, солта е дел од храната. Децата имаат дневни потреби за натриум хлорид, значи сол, која изнесува 2 до 3, односно 2 до 4, ние велиме милимоли, сега да не разглабаме хемија, нели во количина, да кажеме, али децата имаат дневни потреби за сол. Меѓутоа, проблемот со нашата популација е кога ќе им кажеме ставите малку сол, луѓето почнуваат да солат како за себе, што не одговара на потребите на децата. Значи, нема потреба да се пресолува. Вообичаено, готовите кашички, зборам за тие што се спремни готови, кои што ги купуваат родителите, тие се имаат обезбедено доволна количина на сол. Кога дома спремаат родителите, не треба да претераат. Значи, потребата, натриумот, ние велиме да речеме еве и вода, која се користи, например, деца кои што се на вештачка исхрана. Вие може да користите готова вода. Битно е да количината на натриум, значи дел од солта, биде под 10 милимоли, значи као количина зборам во самата вода. Значи, не треба да ги преоптеретиме во првата година бубрезите со високи количини на натриум, значи на сол. Но, она што би сакал да го напоменам, тоа е не користите на некој начин, да кажам, вештачки, ајде, синтетички, како сакате кажете го, индустријски средства за подобрување на вкус, например, како што сега регуларно се користат некои такви средства во самопослуга се купуваат сушени, нели, зеленчуци. Да. Во кои што има додадено и голема количина сол. Има голема количина на сол. И адитиви за тоа е клучниот на момент. вкусот. Адитиви, органофосфати, хербициди. Значи, кога збориме за децата дека не треба да се додаваат тие препарати, клучот е прво адитивите, а второ тој зеленчук, значи тој сушен зеленчук кој што се става како зачин, може да биде причина за појава на низа болести имунолошки затоа што содржи многу пестициди. На природен начин, оние кои што подготвуваат дома кашички, велат дека може да го подобрат вкусот ако додадат лук и кромит.
Добро, да. Но и веројатно и тоа треба после одредена возраст или лукот и кромидот исто така може да се негде над 5-6 месеци. Над 5-6. Ви благодарам за денешното гостување во Телма амбуланта. Јас имав 3 страници со прашања. Морам да признам дека голем дел од предвидените насоки за денешното интервју ги опфатија гледачите со нивните прашања. Како и да е, ми беше големо задоволство што бевте гостин во денешната емисија, а она што остана како неодговорено, се надевам дека ќе го одговорите во следната емисија, кога ќе ве поканиме повторно да дојдете во Нулен Плюс. Благодарам многу и на вас поздрав до сите гледачи. Почитувани, ова беше се во магазинот за родителство 0+ месеци. Се гледаме секој понеделник во 12 часот и 45, кога заедно учиме за здравјето на децата. До гледање.